Здраво Македонија! Време е за петочкиот осврт за еден од поважните настани неделава. Збогувањето на Таравари со владата. Се собра неговото крило од Алијансата, знаете, има неколку крила, одржаа состанок и одлучиле дека заминуваат од влада. Во колкав број ќе видиме, но ајде да ги погледнеме сега причините, односно последните причини за оваа одлука. Минатата година со гордост ја донесовме промената во албанскиот блок после 20 години. И за тоа сме многу горди. Меѓутоа, промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачавме. Значи, сте донеле промени со гордост, односно мисли на симнувањето на Дуи од власта, веројатно, но промените кои биле ветени не биле испорачани. Што друго има како идеја Арбен Таравари? Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори. Да се вратиме кај граѓаните, вели. Значи е загрижен за Алијанса и како ќе поминат на изборите локални, па смета дека подобро ќе поминат сами, отколку во коалицијата Влен, тоа ли? Малку чудна математика. Со Влен се обидувавме околу 6 недели, иако имаме сопствени советнички листи, да изнајдеме начин за меѓусебна поддршка за кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, не успеавме во тоа и денеска констатираме дека доколку има недоверба во тие што се членови на владата, доколку има конспирации и секакви сомнежи, немаме што бараме таму. Конспирации и сомнежи во редовите на Влен. Може би конспирациите и сомнежите се за комуникацијата на Таравари со Али Ахмети, која на почетокот во јавноста беше соопштувана како обична комуникација, па стана телефонски разговор, па 2 телефонски разговори, за на крај да дознаеме дека имале веќе неколку средби и за нив потврди дека ги имале оние средби меѓу Ахмети и Таравари, потврди Зијадин Села. Така што ова и не се баш и некои конспирации, како што веројатно вели Таравари, нели? Таа позиција може да ја прогласиме за умрено. Следно? Едноставно, подобро да бидеме надвор, да се вратиме кај граѓанинот, да го слушнеме нивниот глас, инаку, да бидам искрен, има огромно незадоволство од сите граѓани, меѓутоа посебно од албанците, за тоа како владее Влен во оваа влада. Што се основните незадоволства? Например, балансерот се тргна и ние ветивме во ноември или декември дека ќе го донесеме законот за правична застапеност. Сега сме веќе 12-13 мај, никаде не е законот. Балансерот бе не бил донесен. Тоа било една од маките. Значи законот според кој ќе има некаква правична застапеност според етничка припадност при вработувањето, односно во представувањето на етничкиот сооднос во институциите. Но, ако се договореле колку советници од Алијанса да има на листите, на заедничките листи со Влен, тогаш немаше да е проблем балансерот, така? Јас до крај сега ги пуштивме пратениците, тие се поусогласени, да седнат, да се договорат. Тие направиле една драв верзија, ако успеат тоа, јас им кажав дека само донесете дека се договориле. Јас сум прв што ќе гласам во... А што е верзијата? Па, видете, генерално се советничките листи и кандидатите, можните кандидати за општините. Верзијата предвидува заеднички настап на советничките листи. И на советнички листи. Една опција која што и ја мислам дека е окей. Ако се договорат, начелно им кажав и на нив, договорите се, донесете го во Централно собрание, ја прв би го изгласал. Значи е проблем балансерот, ама во Влен, а не во владата. Само сега кога пукна тиквата, се зазема што друго ако не етничка позиција. Демек, загрижен бил за представувањето на албанците во институциите, а не за представувањето на овие од Алијанса на листите на Влен. А еве што мислеше пред месец дена за представувањето на албанците во институциите. Ја мислам дека имаме многу недостатоци. Тоа не е многу до премиерот Мицковски, до толку колку што е кај нас. Постои, ви реков, некаква неусогласеност, што тоа се гледа од 100 километри. Дека многу бавно функционираме и печатокот кај народот, што е најлошо за нас, е дека Влен има многу слаба позиција во владата. И само јас што сум направил 3 анкети, кај албанци генерално анкетирани,
печатокот е околу 70% на населението, на албанците мислат дека Влен не функционира добро. Не е задоволувачки представувањето на албанците во владата. И не затоа што ВМРО ДПМН е доведува во подредена ситуација. Бројките јас сум го кажал, тоа и секаде го кажувам и тоа го мислам. Ако земете во квантум, значи број на министри, број на директори, окей, представувањето на Влен во владата. Меѓутоа, ако земете квалитативно, тоа не е баш како што треба, не функционира баш како што треба. Значи, добро биле представени, ама немало квалитативна добра застапеност. Односно, погрешни луѓе на погрешно место биле. Па како е тогаш проблем балансерот? Не, нели? Туку квалитативната застапеност на алијанса, на советничките листи на Влен. И она како да се бираат кандидати за градоначалници. Ако, например, се договореа сите да бидат на Влен, сите кандидати да бидат предложени од Алијанса, пак ли балансерот ќе беше проблем? Немаше да биде. Ниту пак анкетите ќе го загрижуваа. Што ни кажува тоа? Дека се важни фотелите, односно бројот на фотели, а не некакви глупости дека доцнел 3-4 месеци законот за правишна застапеност во државата. Ајде да слушнеме уште. Може би ова ќе биде тригер фактор за да балансерот помине овие денови, да ни покажа дека вие не можевте, ние го донесовме, меѓутоа и тоа е допринос, и тоа е помош. За жал, мора да констатираме дека во повеќето институции албанците се жалат дека третманот за тие вработени во администрацијата дека е полошо отколку порано, што нас искрено не загрижува. Да не бидам малициозен, ама во времето кога Груби шеташе по земјава, кога и селеници во Германија земаа плата како вработени во некое министерство, помина, нема веќе така. И ако таквите луѓе се жалат на третманот, нека се жалат. Од која и националност да се, македонци, албанци, турци и така натака, се едно. А ако вас искрено ве загрижуваше ова, ако навистина постои ваков тренд каков што не постои, добро беше да го кажете пред месец дена, например, како причина, а не откако не се договоривте со другите од Влен за тоа колку советници да има од Алијанса, ваши советници на заедничките листи на локалните, ова одеднаш стана проблем. Мислам дека ќе беше фер порано да зборуваше за ова, ако беше навистина проблем. Нели, докторе? Исто така, многу ни е битен и европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека ова ќе биде тежок период за Македонија. Многу е битно што поскоро Македонија да биде дел од Европската Унија, а ние и како опозиција, впрочем како и кога бевме во власт, се обидувавме во овој правец да фасилитираме и да помогнеме колку што можеме. Така да не ни преостанува друго нешто, освен да кажеме дека одиме во опозиција. Ту знаев дека и евроинтеграциите биле причина заедно со балансерот, се разбира. Многу симпатично. Еве го Таравари на истата тема, евроинтеграции, додека беше во владата. Дека ние сме добро дојдени за да ги започнеме преговорите, меѓутоа условот е тој, да ги направиме уставните промени. Многу легитимно и од премиерот, ни треба некаква гаранција, нели, ни се даваат гаранции од 2018 година, кога беше преспанскиот договор, па се случи 2019, сликање и пресконференции, ни треба сериозен пристап од нашата страна, дека ова е некаква, да ни се даде некаква гаранција за да ги започнеме и да ги завршиме преговорите. Значи, тогаш тој сметаше дека е добро да имаме гаранции, дека се разумни барањата на Мицкоски, ВМРО и македонскиот народ, дека сме биле излажани со години и заслужуваме гаранции, како што е барањето за одложено дејство на уставните измени. Ама, сега проблем биле евроинтеграциите. Докторе! Се враќаме меѓу граѓаните и во октомври се враќаме со мощни добри резултати на локалните избори. Како се враќате меѓу граѓаните? Меѓу кои граѓани поточно? И како до добри резултати? Има некакви сигнали од ДУИ дека би сакале да соработувате на локалните избори? За вашата структура? И сигнали има, секако дека има. Туку не дека има само со Алијанса, нели, ДУИ сигурно има комуникација и со другите партии на Влен. Тоа е неспорно и постојат такви информации, тоа е небитно.
Па не е баш небитно, особено откако Али Ахмети неколку пати јавно те испофали дека си бил храбар што му вршиш услуга меѓу редови и ја напушташ владата, бидејќи ако враќањето кај граѓаните значи шурување со дуи и засилување на нивната политичка порака базирана на етнички теми. Тоа дека си направил промени со кои се фалеше, тоа паѓа во вода и тоа ептен длабоко во вода, како Титаник. Во оставката вели дека функцијата е извршувал посветено и транспарентно со чувство на должност кон граѓаните и државата. Се заблагодарува на Мицковски што бил дел од владата, а останува и отворен, како што вели за соработка и поддршка во иднина секогаш водејќи се од јавниот интерес. Ете, ја поднесе човекот оставката и што остава простор за соработка во иднина, водејќи се од што друго ако не од јавниот интерес. Во моментов интересот, според она што го видовме, може да заклучиме дека е следниот. Ако му се задоволеа барањата за тоа како влен да настапи на локални, немаше да се проблем балансерот и евроинтеграциите. Бидејќи и за балансерот има самиот кажано дека не функционира добро, и за интеграциите дека е оправдано да бараме гаранции од Европската Унија. Ама, бидејќи не беше задоволен од поделбата на колачот за локалните, тогаш јавен интерес стана балансерот и ЕУ. Многу доследно. И уште нешто. Одлуката ја донесувам по внимателна лична и професионална проценка, уверувајќи дека овој чекор е во најдобар интерес и за институцијата и за моите лични принципи. Што знам, мене малку ми е чудно еден министер за здравство да каже дека најдобар интерес на институцијата е тој повеќе да не биде министер за здравство. А делот дека одлуката за напуштање на владата ја носи и по професионална проценка ми е исто малку спорен и интересен, бидејќи професионално Таравари е невролог, и тоа добар, според она што го имам слушано. А неврологот е обучен да истражува, дијагностицира и лекува невролошки пореметувања. Па дали таа професионална процена дека треба да ја напушти владата е затоа што можеби Али Ахмети има зголемена сензитивност на нервниот систем откако е во опозиција? Или можеби затоа што Пуцко ја дигна повторно цената на пазарот на недвижнини. Прашањето е кој е во куќен притвор? Некој кој што го пуштиле од шутка да оди дома во притвор или оној кој што некогаш исто така се разбира како јавен интерес проценил дека е добро да влезе во влада, откако можеби станал роб на ефтина куќа во Тафталиџе. Куќата во Скопско Тафталиџе на Арбен Таравари, актуелен градоначалник на Гостивар и лидер на Алијанса за албанците. По цена далеку пониска од пазарната му ја продал пратеникот од ДУИ Исмаил Јаховски, кој 5 мандати беше градоначалник на Пласница и чие семејство е собственик на Пуцко Петрол. Макфакс дојде до официјалниот документ кој покажува дека последниот собственик на куќата во Тафталиџе пред Таравари да ја купи бил пратеникот Јаховски заедно со сопругата Љупка Еда Јаховска. После оваа трансакција за која Таравари изјави дека не знаел дека ја купил од семејство на политичар, останува прашањето дали со излегувањето од влада сега повторно влегува во куќите на како до сега дружината. Ке покажи времето, ништо не останало скриено. Ајде. Доста е со Таравари за вечерва, бидејќи имаме навистина сериозна тема за анализа. Гостин е Стојко Стојков, професор, доктор и пиринска легенда. А ќе зборуваме на теми како што се стрелања, затвори, измачувања, преселувања и државен терор врз македонците. Останете со нас, ќе биде многу интересно и поучно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што веќе ви најавив, вечерва и со повод и со причина во ова студио ќе гостува повторно професор доктор Стојко Стојков. Го знаете и како пиринскиот војвода, го знаете и како редовен професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и како автор, и тоа плоден автор кој што годинава во Македонија има 2 изданија. Вечерва ќе зборуваме веројатно за двете, но со фокус на она кое што беше промовирано на 14 мај во книжарницата Матица. Книгата
табу, време на страф и страдање, прогонувањето на македонците во Бугарија во времето на комунизмот. Стојко, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Фала што ме покани. Во секое време се разбира. Да одиме директно на делот од разговорот посветен на промоцијата на книгата Табу. Во суштина, тоа е книга која што ние сме ја покажали и порано. Првично е издадена во Бугарија во 2014 година. 11 години подоцна, господин Раде Силјан и тимот од Матица, сакам да ги пофалам максимално, бидејќи навистина функционираат како една матица, нели? Како она пчелата која што се грижи за своите. Нели, за своите, за да продолжи животот. Односно, како матица која што го чува идентитетот на македонците, и дел од таа активност е и иницијативата да се издаде првиот том. Значи, ова е дел на македонски јазик, дел од ова што е објавено пред 11 години во Бугарија од книгата Табу. Тоа значи ќе има барем уште еден том, така? Најмалку, поголем или два. Или еден или два. Или еден или два. Ај два. Да преговараме. Па да, сега има доста повеќе материјал. Като на Илиенци. Слушај, во вториот том и евентуално во третиот, сакаш да кажеш дека ќе има многу повеќе досиеа од овие кои што ги имаш тука обработени. И сведоштва, не само досиеа, мислам. Луѓе, не многу повеќе, ама доста нови ќе има. Нови, добро. Еден добар процент се зголемува. За оние кои што не знаат, може ли да ни кажеш што има во овие две книги? Односно во оваа книга. Да. Добро, ова е всушност е зборник. Зборник спомени, сеќавања, документи, материјали за луѓето што страдале во Бугарија за време на комунизмот затоа што биле македонци. Тоа е суштината. Натре има спомени од луѓе кои што сами си ги раскажувале, има спомени за луѓе кога некој не бил тука веќе, нели си заминал, но имаме и многу документи кои што доаѓаат од бугарски судови, да речеме, пресуди. Имаме документи кои што доаѓаат од службите за безбедност, тоа се досие на луѓето. Имаме отчети на службите за безбедност, имаме издадени документи од затвори на луѓето кои што лежеле во затворите, имаме исто така документи издадени од комисијата на репресираните. Сакам да кажам дека има многу документи од многу страни и сите тие потврдуваат на еден непобитен начин репресијата што се случила, нејзината големина и длабочина и жестокост. Тоа било навистина една жестока репресија и затоа книгата сметам дека е многу важна. Тоа не е точно моја авторска книга, тоа е збир од сведоштвата на многу луѓе за тоа што било и на тие што страдале, но и на тие што ги прогонувале практично преку досиејата за судбината на македонците во Бугарија, кои, како што може да се види од книгата и други истражувања, всушност тоа е најрепресираното и прогонувано малцинство во Бугарија, но повеќе од колку што беше турското, барем до 1984 година. И земајќи предвид колку е бројно тоа малцинство, нели, колку многу страдаше во тоа време и од друга страна колку е тоа премолчена тема во Бугарија. Тотално премолчена табу тема. Апсолутно табу тема. Таму напротив се зборува за насилна македонизација која што никогаш не се случила. До сега не е изваден документиран случај на ниту еден човек кој што е пратен во затвор. И да не зборуваме да е нешто стрелан или пак човек кој што е избркан од партијата. Затоа што некој го терал да се пишува македонец. Да, некој го терал, а тој не сакал да се пише македонец, па затоа Ќе влеземе во тие детали. Јас сакам да сублимирам и еден тек да фатиме на разговорот. Ти пишуваш тука книга, им ја посветувам на сите мртви, затворени, раселени, прогонети и уништени луѓе во Бугарија поради нивната македонска самосвест и љубовта кон обединета Македонија. Вистината е и понатаму во предговорот на книгата, односно во воведот, чином изразуваш и жал што и на промоцијата тој го кажа, што многу доцна ова е сработено, зборуваме за 2014, односно што на некој начин никој пред тебе и никој друг, ни во Бугарија, ни во Македонија, не го изработил ова баш на ваков начин. Ние сме гледале документарци и на времето и на МТВ за одредени лица кои што се застапени тука, меѓутоа вистината е дека голем дел
од луѓето кои што биле во затвор. Зборуваме за оние што биле во затвор. Да. Не за сите што биле бркани од работа, бркани од школи, иселувани. Не, него конкретно за луѓето што биле во затвор. Може ли да некоја апроксимација бројка да ми кажеш за колку луѓе се работи? Колку луѓе влегле во бугарски затвор затоа што биле декларирани како македонци? Значи ова е многу тешко затоа што не се објавени сите документи. Но од тоа што го ставивме во книгата, што го најдов, нели, и споредувајќи со отчетите што ги има направено од државна безбедност за некои години, најдов такви отчети, колку имат фатено луѓе и така натаму. Како извештаи, Како извештаи, така, да. Извештаи има и од 50-те години, неколку има од 1968 и 1973 година. Значи, споредувајќи ги едните податоци со другите, се утврдив дека во периодот 1953-1975 некаде околу 20-30% само од реално постраданите луѓе се забележени во книгата. Другите остануваат непознати. А во периодот пред тоа, тие се многу повеќе. Тогаш било навистина страшно, тоа е времето прво после доаѓањето на комунистичката партија на власт, потоа после информбирото, нели тоа било време кое што навистина страшно, тогаш и стрелале. Во подоснежниот период само затварале, но во поранешниот период има стрелани луѓе. Значи, тие земајќи ги како база тоа што го имам во книгата, процентот кој што тоа сочинува, нели, и споредувајќи другите периоди, сега тоа ни дава една многу широка бројка, но некаде меѓу 500 и 1000 луѓе во целиот овој период одишле во затвор, нели, и тоа воопшто не е малку, ако земеме во предвид дека малцинството е 187.000 според пописот во 1956 година. Земајќи во предвид дека жените не биле праќани затвор. Тоа не значи дека не страдале. Тие страдале многу. Жените постојан притисок, закани за нивните деца, закани за нивниот сопруг, нели, сопругот во затвор и така натаму и така. Страдањето нивно било големо, но не ги праќале в затвор жените. Мажите ги праќале. Значи половината население ќе го тргнете ги на страна и децата, кои што не ги праќале затвор барем до средно образование, после тоа на огилен начин да ги пратат во трудови училишта или сепак во затвор. На огилен начин тоа да го заобиколат, но тргајќи го практично 2/3 од населението, ние доаѓаме до околу 60.000 луѓе, всушност, кои што биле таргет зона за зона и од нив 500 до 1000 завршиле во затвор. Сега за да разбереме добро. Фактички се работи за процес во Бугарија кој што е малте не толку таен, зашто тие знаеле често и да се пофалат со некои операции на нивната државна безбедност, како преродбенскиот процес во кој што фактички ги покрстуваат. Да, сите муслимани. Муслиманите им даваат бугарски имиња и тоа го нарекуваат возродителен. Тука треба да се појасни нешто, бидејќи сите луѓе знаат само за последниот таков процес. Тоа се серија од процеси и првиот беше македонскиот. Значи почнаа со нас. Од 1958 година се започнаа прво идеолошки и тогаш настрадале луѓе како Ѓорги Попатанасов и други, но од 1963 година тоа станува официјална политика за асимилација, нели со таа позната максима на Тодор Живков во Бугарија македонско малцинство нема и не може да има. Нема и не може да има. Да. Тоа не може да има е тоа е клучот, да. Значи не е битно дали има, не може да има. Значи, тоа е првиот процес што е започнат против македонците во Бугарија и потоа ќе настрадат и ромите, помаците, тоа се муслимани кои што зборуваат словенски, нели, како торбешите во Македонија. И последни ќе бидат турците. Зошто? Затоа што турците биле најопасни. Зад нив стои Турција, да е мокна држава, не е шега. Тие ќе бидат последни во целата таа листа, а први се македонците. И од сите овие преродбенски процеси, фактички македонскиот е единствено кој што не е осуден во Бугарија. Од сите други се откажа, кажа дека тоа беше грешка, не требаше ромите да ги правиме бугари, не требаше турците да ги правиме бугари, за помаците ништо не кажа. Тие се ги сметат за бугари и за нас исто не. Иако страдањето било многу попродолжително, нема ниту збор за тоа. Напротив, тоа е исправање на грешката од претходниот период и наместо тоа се создава мито дека претходно со сила биле правени македонци и сега се средило. Тоа ќе дојдеме и до тоа, но чисто да сублимирам. Сето она зашто Бугарија денес, тоест не денес, се престанаа после францускиот предлог бидејќи си ја завршија работата, но сето она зашто ја обвинуваше Македонија, тие тврдеа дека овде имало репресија на бугарски граѓани, дека им било забранувано да се декларираат како бугари. Се степал Пендиков со некој таму во Охрид, тоа било од етнички причини. И така натака, и така натака. Фактички, тие не обвинуваат за се што тие ни го правеле нас, односно на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, и што е документирано. Да. Бидејќи јас
искрено немам впечаток дека во Македонија денес не сум впечаток, нема ни извештај, нити медиумска активност од бугарска страна, што сигурно би имало, ако има такви случаи за кои што не обвинуваат, да ги извадат на површина за да го докажат случајот. Напротив, се случувало спротивното и тоа е тема која што е табу во Бугарија. Јас, она што и на промоцијата го направив, сега сакам да го покажам јавно, кажам дека ние бидејќи сме дигитална генерација, сега сме на прагот на една нова технолошка револуција, нова ера, тоа е ерата на вештачката интелигенција, па во функција на разговорот, јас го замолив ChatGPT да ми каже кои се најголемите табу теми во бугарското општество. И сега ќе ви ги презентирам оддолу нагоре. Ова е, нели, вештачка интелигенција, има пристап до се живо и диво, анализира и сега ни одговара кои се 6 табу теми во Бугарија, најголеми табу теми. Број 6, символи на националната гордост, односно критика на историски личности како Левски, Ботев или бугарската војска во одредени војни. Значи, тоа е табу тема во Бугарија, забрането е да се критикуваат нивните светинги. Дајте пола, добро си. Број 5, корупцијата на високо ниво. Јавно разобличување на поврзаноста меѓу големи олигарси, политичари и тајни служби. Значи, табу тема е, се избегнуваат таквите теми од страна на колегите новинари за корупцијата на високо ниво. Број 4, хомосексуалност и ЛГБТ права. Значи, темата за ЛГБТ права во Бугарија е социјално табу, во многу средини, имало прајд паради, некој што имало омраза и напади и така натака. Број 3, положбата на ромите, или таму ги викаат циганите. Табу тема исто така е да се зборува јавно и отворено за дискриминацијата врз ромите, но и за криминалот или социјалните проблеми во ромските заедници. Ова е место број 3 според ChatGPT за најголеми табу теми во Бугарија. Број 2, комунистичкото минато. Табу било да се критикуваат одредени аспекти од социјалистичкиот период од 44 до 89, а именно периодот кој што Истојко го обработува тука, особено од страна на повозрасните генерации, иако има истражувања за репресиите, за УДБА, односно дебето, цензурата и убиствата, за некои луѓе комунизмот останува златна ера во Бугарија. И број 1 на табу теми во Бугарија, според ChatGPT, идентитетот на Македонија и македонскиот народ. Табу тема е признавање на македонскиот народ како посебен од бугарскиот. Број 1 табу тема. Според вештачката интелигенција, според ChatGPT во Бугарија во 2025 година. Исто како што било и од 1870 навака, веројатно, така. Значи, Стојко, ти многу си го погодил насловот на оваа тема, а си го погодил насловот на оваа книга, бидејќи ти го живееш ова табу. Ти си растен во овие услови. И може ли да почнеме од таму, од личните спомени и сеќавања, и после ќе продолжиме со анализа на периодите и генералниот однос кон македонците. Мислам дека ќе имаме простори да и повикаме некои изјави од двајца соговорници од промоцијата, двајца луѓе кои што се наоѓаат тука на насловната страна на ова оригинално издание, тоа се академик Ѓорги Поп Атанасов и Стојан Герасимов, да, председателот на Друженијето за репресирани македонци во период на комунизмот. Да, дури се еден до друг. Тука се еден до друг. Видиш, и вчера беа еден до друг, токму така. Добро, тоа беше и на промоцијата, нели, од таму тргна муабетот, какви неверојатни луѓе се тоа кога ќе ги запознаеш. И во книгата, и лично, тоа се едни луѓе кои што те прават богат во животот дека воопшто ги познаваш. А ако слушаш и читаш во книгата што пишуваат бугарските служби за нив, ако се слуша сега во бугарското општество што се зборува, впечатокот дека тоа се многу глупави луѓе, неписмени, со мала интелигенција, кои што толку глупави што не може да разберат дека се бугари, нели? И кои што тоа е нивната теза. Тие се прости луѓе, не знаат дека се бугари, нели? Толку се глупи да не може да сватат дека се бугари и толку се глупи што некој ги изманипулирал. И сега мене кој ме изманипулирал, тоа е татко ми.
Твојот татко, мојот татко, изгледа, тој ме според изманипулира. дебето Да, бугарско, да. веројатно тој те Тој ме изманипулирал. изманипулирал и јас Ти излажал татко ме ти дека си излажал, македонец. Дека сум македонец. А него го излажал неговиот татко. Неговиот татко, да. И таа лага продолжува наназад. Јас неговиот татко, мојот дедо него видов жив, меѓутоа баба ми, таа беше една народна жена, неписмена, меѓутоа што викат дека итра жена. Значи со голем меморија и за на неја кој кажеше некој дека македонците се бугари, за неја тоа беше како да ја објасниш дека таа самата е мачка примерно. Нели, или дека вчера спиела на месечината. Нешто толку неверојатно, можеш само се разсмее на тоа нешто. И кога ја прашав кој кажал, од кај знае дека е македонка? Очигледно не читала никаде ништо. Тоа е жена од старо време. Таа каже, па мајка ми каже. Значи и таа е излажена од нејзината Сите се лажеле, сте се лажеле, срам да ви е. Да, тоа е генерацијско така лажене и мене Ама ве открија овие од дебето дека таа лага генерација и генерација. Оди тие се многу Извини паметни, на да, тие се многу паметни. Бидејќи тие се многу Кога паметни, чита да. човек таму ќе види дека многу тие луѓе се неписмени всушност. Тие што пишувале против македонците, тие биле прилично примитивни луѓе многу пати, кои што и тоа е нормално кога човек се продава и сака да се искачи нагоре во општеството на грбот на други луѓе, тоа не може да биде морална личност и често и не е особено паметна личност, бидејќи паметни луѓе на други начини прават кариери во животот. Нема потреба да се понижуваат на таков начин. Така што жртвите стојат многу повисоко не само морално, но и интелектуално од нивните инквизитори. Нели, и конкретно за мене започнува најстариот спомен кога зборуваме за Македонија од татко ми е како тој ми раскажува за смртта на Гоце Делчев во село Баница, недалеку од нас, и како на крајот ме прашува ако ти беше таму ќе застанеш ли на патот на Куршумот за да го спасиш Гоце. Мислам тоа е еден од старите мои спомени и ми кажа дека јас би застанал и ти би застанал. Значи, од тука тргнува се, така тргнува манипулацијата во наводници и следниот спомен голем ми е како него на едно сабајле не разбудија и како рано и требаше да излеземе, имаше непознати луѓе околу куќата, татко ми беше веќе уапсен. Ние требаше да излеземе затоа што нашата спална детска беше последната за претрес. Се друго беше претресено, вклучително и дворското ВЦ под керамидите, се беше претресено. Што бара Стојко? Па бара нешто ужасно што татко ми го направил. Тој после неколку апсенија, нели, после сваќајќи дека не наоѓајќи друг начин да се бори веќе и не можејќи да трпи во душата, почна да пишува стихотворби. Поезија почна да пишува и најде начин да ја испрати за Македонија. Со надеж дека некој тука ќе се заинтересира. Нели, но човекот што ги носел, му било страф на граница, ги фрлил некаде на страна, ама ги нашле и веднаш ги предале на граничните служби, кои што ги предале на државна безбедност и веднаш го фатиле. Државна безбедност направи рација, упат све претресува кај вас дома. Заради Ти кажа поезија. дури и керамидите кај И керамидите на дворското ВЦ, На на тие WC-то старите во дворот. вециња на што беа на дворот, Але, нели? Да, тоа. Веќе младите тој веројатно не го знаат и го немат видено, ама некогаш вецето не беше внатре. И таму се бараше поезијата на татко ти, Да. бидејќи била. Може ли да те замолам да прочитаме она што го прочита да види јавноста за како попасен антидржавен елемент во Бугарија се работело, човек кој што бил апсен, затворан, човек кој што цела куќа му ја претресувале затоа што страшно дело направил во денес европска Бугарија. Бите замолил? Да, ќе го прочитам, само да кажем дека тој по чудо не отиде во затвор тогаш. Почна перестројката. Притворен, сакам да кажем, држен во Ама полиција. 40 дена беше во притвор. Да, и нели? куртулил поради сплетна околност. Сплетна околност. Беше 40 години од доаѓањето на комунизмот на власт, па перестројката почнуваше во Советскиот сојуз, па не сакаа во затвор да пракат луѓе. Се погодија картите. Да, па тој почна штрајк со глад и така натаму и на крајот го пуштија, нели? Ама 40 дена си седеше Те молам таму. ова терористичко дело, поезијата за да. Македонија, да ја прочиташ поради која што вашата куќа била превртена камен на камен. Значи, тој го напишал тоа и сега тој, мислам, важно исто се каже, го напишал на македонски јазик. Максимално литературно колку сака можел да направи. Никогаш не учел македонски јазик. Во Бугарија знаеме 100 години само еднаш се учел, една година македонски јазик се учел. И од народните песни, од тоа што слушал од Радио Скопје. Сега ќе го прочитам. Се вика песната, се вика на Македонија. На Македонија. Да, така се вика. Го немам твојот лик најаве, но често го сонувам јас. Кротко ставена во зглавје, во сонот чувам твојот глас. Името твое го чув најнапред, од татко ми, кога малечок бев. И во првиот ми детски лет, песна за тебе тогаш запев. Минаја години, денови тешки, во светот станаја многу грешки. Се измени тој, пораснав јас, но се уште го носам твојот глас. Не ке те заборавам, родино моја, те чувствувам во мене секој час, но за твојата иднина многу се бојам,
како ќе биде с теб утре по нас? У тебе се уште крстот лежи, се уште си ти распарчена на три, а тоа на мене многу ми тежи, што на Европа Голгота си ти. Пирин, Вардар и долу Егеи, што крв тука за вас се пролеја, би сакал воедно вас да ве слејам, но затоа да мислам дури не смеам. Споменот за тебе на секаде блика, крвта јадно во жилите тика, на Гоце најдобрата слика, Македонија таа се вика. Тоа е. Тоа беше едната од стихотворбите. Имаше за Јане, за Парапунов, за Гоце. Антидржавен елемент. Многу тежок греф. Многу тежок греф. А и тоа покажува каква била пресијата кога зарад една стихотворба, зарад неколку стихотворби, Тоа. може да направа тоа нешто. Сега не знам како да се изразам. Алал за делото, ете така. Иван Стојков. Да, Иван Стојков, татко ми. Иван Стојков. Има и сликата на твојот татко и твојата мајка, на кој што им е посветена книгата Табу. Едно прашање. Ако нема македонци, ако не постојат, нели, па и ние, не само вие, и ние овдека сме глупи, и ние не разбираме дека сме бугари, веројатно. Но ви имате правдане, бидејќи вас ве лажат, а ние вистината таму ја имаме, па не може да разбереме. Да. За нас е неопростливо. Тогаш зошто за поезија апсела од дебето и сите оние други работи што ги кажа понатака, ај ќе зборуваме за некои од судбините на луѓето, почнувајќи од стрелање, почнувајќи од малтретирање по затвори и држење во затвори во кои што има луѓе осудени на смрт. На почетокот, да. И така натака. Зошто толку вознемирување на нивната државна безбедност? Па видите, тие се плашеле, особено во ранниот период, се плашеле дека Пиринска Македонија ќе изгубат. Зошто? Затоа што мнозинството од населението се декларирало македонско. 187.000, ама тоа се во цела Бугарија, но од нив 178.000 во Пиринска Македонија, кое што е 63,3% од населението. 63% од населението во Пиринска, на пописот 56-та си... 56. И тоа е попис кога имало специјална наредба од највисоко ниво, вклучително и од на окружно ниво од Комунистичката партија, и во упатствата што се направени од комисијата што го врши пописот, нели, дека самоопределбата во случајот со македонци треба да биде слободна и доброволна. Треба да се осигура. Како насока, дека треба да е слободна и доброволна. Секој сам да си определи својата народност. И тука се зафркнале многу. И тоа е една многу интересна историја, затоа што во Бугарија, како и по националното прашање, особено по македонското, работите се нагодува според потребата на моментот. И сега, порано, од 46 и 8 година, кога се планувала создавање на голема федерација, нели? Дека и Бугарија ќе влезе во Југославија, и тие се надевале дека ќе биде 50-50 федерација, 50% Бугарија, 50% другите. И сега за нив Македонија била шанса да бидат 57%. Како сакале тоа да го направат? Па сакале преку македонските кадри, македонци кои што поминале низ Бугарската комунистичка партија, се надевале преку Пиринска Македонија, ако влезе внатре, нели, да остварат некој влијание, преку старото бугарско влијание што постоело, и така тие ќе доминираат практично федерацијата. Тоа им било некоја надеж, но кога се менуваат работите и кога се случува информбирото, кога Тито и Сталин се караат, тогаш доаѓа до интересен момент. Нели, бидејќи тие тоа е клучен момент, фактички. Тој определува се понатамо. Поделбата меѓу проблемот меѓу Тито и Сталин. Тоа е клучниот момент кога е во прашање барем Пиринскиот дел на Македонија и Вардарски. Точно. И во тој момент, за да обвинат Југославија дека е предавник на комунизмот, нели, едно од обвинувањето е дека него почитува марксистичкиот принцип на слобода на самоопределување, кој што е многу чудно за Југославија да се каже, но го кажале. И сега на Димитар Влаховски одговори јавно. Нас ли не обвинувате како да ние дадовме на сите народи да имат своји републики? Колку републики има кај вас? Зарем пописот во Пиринска Македонија 46 година не беше референдум, не беше само слободно не се мнозинството таму македонци, зошто не им даете автономија? И сега овие се наоѓаат во небрано. И веднаш почнува цела серија од акции да ги принудат местните власти да кажат, абе, тоа пописот беше малку повеќе административен, ние претеравме. Има македонско малцинство, ама тоа е малцинство во Пиринска Македонија. Затоа ние не можеме да ви ја дадеме, сори, ама
Всушност треба денешна Република Македонија да дојде кај нас во Бугарија, да најде вистинска слобода под вистински комунизам, нели? И тука вие македонците кои што одамна со бугарите сте најблиски, ќе си живеете многу рад. Тоа е новата линија Пиемонт, Пиринска Македонија, Пиемонт за обединување на Македонија под Бугарија. Под капа на Бугарија. Значи друга федерација, односно без веќе нагоре Србија тоа е дојде само Македонија, оживување Бугарија. на Сан-Стефанските идеи, прикриено. повторно под закрила на Русија, така? Точно. Тоа е прикриено. Бугарскиот јазик служи како србо-хрватскиот, како бугаро-македонски, на некој начин нема потреба од посебен македонски јазик, ама признаваме дека имате култура, дека сте посебна нација од 78 година навамо, пред тоа сте биле бугари, тоа е новата теза. Или до 878. Тогашна теза е таа. Сега таа тезата, значи сега од 44-та навака. Пред тоа признавале. А тогаш ни давале до 878. Да, прво до 48 година има неколку години признавале од средниот век дека се македонски, словени и така натаму. Има тогаш и насоки за промена на учебниците, кои што денес нас и за Самуиловата држава дека тоа е на претежно на македонците. А сега после 48 година менуваат. После информираат. Да, така им се менува веднаш сега како што им е потребно за моментот, мислам, тоа е многу важниот момент, не е тоа наука. Значи вели така. Во средниот век македонците биле бугари, дел од бугарскиот народ, а 1878 година затоа што се ослободила само Бугарија, Македонија останала, различен развој и постепено се формирала во нација. Значи, и тоа е новата теза сега, за да може да се каже дека треба да живеете со нас. Ние сме две нации произлезени од едно исто стебло, ама треба заедно да бидеме, ист јазик, култура ќе ви признаеме, фолклор различен, толку е доста. И таква е културната автономија што ќе се практикува после 48 година. Добро. Нема веќе да има македонски јазик и ништо. И сега, но суштината на тоа, суштинскиот аргумент е дека македонците во Пиринска Македонија постојат како малцинство, ама се малцинство во Пиринска Македонија. Затоа не можеме да ви ја дадеме, многу се извинуваме. Сакавме, ама не може. И ако сакате обединување, вие треба да дојдете овде. Мислам, тоа е така Пиемонт. Ама 56 година многу е страшно кога поверуваш во својата пропаганда. Лажеш, ама си веруваш во тоа што лажеш. Сме видели во македонската политичка сцена често такви примери. И тие си паднале во таа стапица. Си верувале самите и 56 година се убедувале дека македонците се малцинство. Не бе, тоа е јасно дека има некои македонци, има тоа ситна работа. Не съществува тоа. И 56 година за да го докажат тоа, прават попис. На пописот тоа е родовен попис, но специјалните упатства се направени и тоа само за тие што се самоопределили претходниот пат како македонци. За другите не е баш толку слободно, тие што се бугари, нели за нив ништо не кажуваат, за тие кои што за помаците. Тие исто така сега се извлече настран, запишени се како бугари, но за тие што се пишеле македонци, сега им дале можност да си признаат повеќе дека не се. Дека се бугари, дека биле излажани, смотани, ги лажал таткото, дедото. Ама народот им удрил шамар. Навистина слободно се самоопределиле како македонци. И сега се 63% во округот и сега треба да го дадат. И од тука почнува таа еволуција, спаѓаат во паника. Сталин е умрен, односите Југославија, Советскиот сојуз се подобрува. Значи постои реална шанса тој округ да замине. Тогаш ли бара Тодор Живков да се припои кон Советскиот сојуз? Па има и во тој период, тој да покаже својата голема лојалност неколку пати, бидејќи тој на власт од 56-та постепено 63-та ја зема целата власт. И всушност бидејќи има Кимон Ѓорѓиев е министер-председател, премиер. Значи ја нема целата власт, но лека по лека ја освојува целата власт и тоа е символично дека на седницата во која што тој ја зема целата власт конечно е истата во која што 63 март е истата во која што тој воведува новата политика за тотално негирање на македонците. Но од 56-та започнуваат веројатно некои процеси. Првите чекори се паника, што да правиме сега, овие пак ги барат од Југославија, може да земат, народот се декларираше што да правиме и почнува еден процес на барање нови формули. Не веќе 1878 година се раздвоивме, па треба да се споиме. Почнуваат се повеќе да девалвират македонската посебност, додека во 63 година гледа дека нема друга формула. Освен таа што до денеска знаеме. Не постои никаква македонска нација во Бугарија, а тука може, кажат, да ја признаеме евентуално македонската нација што е во формирање. А сега е во формирање. Да, во Република Македонија, ама таа не смее да биде изградена на антибугарска основа. Истото што го слушаме денес. Од тогаш до денеска нема ништо мрднато. Точно тоа. 56-та година е индикативна година која што ја спомна, бидејќи како што се сеќавам од она што го посведочи и академик Ѓорги Попатанасов, тој имал точно 16 години во 56-та година, кога во гимназијата во која што учел, дошле почна да доаѓа службеници од не знам од која служба биле. Па тоа од комунистичката партија агитатори. И ги собрале агитаторите, нели, пропагандистите, ги собрале на купче сите ученици во гимназијата и им рекле: слушајте, деца, вие не сте македонци, нема македонци, вие сте бугари. Да.
Димитров сгреши. Димитров Сега ќе го правим, сгреши, да. вие сте бугари. Да. Тоа го кажува Ѓорги Попатанасов. При што вика, ние почнавме. Како нема македонци? Јас сум македонец, да, јас сум македонец, јас сум И македонец. каква храброст да застанат против режимот. И после почнуваат проблемите за нив. Да. Значи, 56-та добро е да ти да. А и ако од 56-та, да скратиме, ги пикаат во затвор деца на 16, 17, најстариот имал 18. 18, да. 18 години. Тој е случај за секогаш без право да заврши образование во Бугарија. И тој најстариот, како водач на групата, е исклучен од образовниот систем. За секогаш. Академик Попатанасов, нели, ги проаѓа своите години низ затворите. Како им е забранувано име да учат луѓето што ќе се фатат во антидржавни акции, може да продолжат со образование, ама да се надвор од Пиринска. Да, тој првиот пат, тој два пати е Да, два пати е во затвор. Првиот два пати е прогонуван. Првиот пат е забрането му е да заврши во Пиринска Македонија. Не смее да учи учиш, во Пиринскиот дел на Оди Македонија. надвор. И има многу такви случаи, масовно ги бркале. Некој пат било казната 3, 4 или 5 години не смееш да учиш, кој што е убиствено за едно дете, тоа ќе стане голем човек. Да. Или пак можеш само надвор од округот или надвор од градот, тоа е најмекото, нели? Може, од тоа училиште ќе те исклучиме, ама може во некое друго да идеш. Тоа е ефтен, нели, меко, но генерално ги бркале надвор од округот и многу луѓе завршиле по Северна Бугарија, заминале на други Тетевен, некои во Тоа целта им Велинград. било да не може да се здружуваат македонците меѓу себе во исто школо, да може би да си најде друг живот надвор од Точно, Пиринскиот дел. да се ожени тамо, да тој... Имало и многу иселувани, знам и Масово. егејци на кај морето. Значи, тоа е претходниот етап кога се примани тие егејци, бидејќи размената била за грчко население кое што живее покрај морето, и фактички таму се нашло повеќе земја или на место на турци. Но во овој период, без причина, луѓе се иселувани од своите родни места, цели фамилии се Од 56-та натака зборуваме? И пред тоа од 44-та. Значи тоа се два вида репресии, ќе ги појасниме после малку. Добро. Уште од 46-та започнува тоа и некои фамилии се иселувани, тоа зборуваме неколку, не малку. Зборуваме за многу луѓе се иселени за секогаш, пример. Целата фамилија и одиш некаде и ги праќаат во најдалечните делови на Бугарија, кај што е да речеме турското малцинство. Меѓу нив да си сосема изгубен, не знаеш јазикот, не знаеш ништо, тука си. И некој пат испраќале само еден човек од фамилија, тоа е вид казна. 5 години не смееш да се вратиш овде, ќе живееш на другиот крај на Бугарија. Во на време не може да ти пратат писмо ако да сте Какво стигне. писмо? Страшно. Писмо, нешто да ти пратат, ти сам си таму и живееш далеко од деца, жена, мајка, Те иселуваат во собствена држава и не смееш да се вратиш Не. во собствениот дом. Не смеш. Значи 5 години, 8 години, 3 години зависи колку и ти Што е иселува. веројатно најдобрата казна, бидејќи другата е куршум во чело. Па тоа е внатрешна казна, судната иселува, државно безбедно заповеда, полицијата те иселува, значи не треба. постои случај тука. Нема случај, тоа да, не има може да се документ дека браниш. си иселен, ама каде ќе се пожалиш, нема каде да се пожалиш. И тоа масовно е практикувано, едно вид внатрешно казнување на тие луѓе. Значи или бркање од училиште или исцелување, имаме исто така бркање од работа. Ако имаш добра работа, види дека е добра, ќе ти се заканат. Имаш убаво живееш тука, така? Помисли дали ќе продолжиш да и греботе зборуваш за Македонија. Тоа е Пееш гребот. македонски Тоа е делото е песни, вербален да. деликт. Епа да. Така? Да. И до денеска има такво верување во Бугарија. Овие зборови се делу насочено. Како може зборови да се делу насочено? Тоа во судски пресуди го има. Такви зборови представуваат дело насочено против единството на нацијата. Ден денес. Да, до ден денеска Во има европска- тој начин на мислене. Во европска Бугарија. Да, и која што- тоа судски инстанции од високо ниво, не некоја будала на кои улица. што нас не подучуваат како треба Демократијата како малцинствата, треба да биде, демократија и така натаму. Тоа е тоа. Но бидејќи стигнавме до тука Добро. да појасниме двете етапи. Бидејќи после 56-та година се поминува на тотално негирање на македонците. Претходно се делумно признати, нели? А има период кога се целосно признати. Но во сите Тоа периоди се има колку 2 години, 3. дури буквално како практична реализација околу една година трае. Како теоретски договарање малце подолго. Кога ама- доаѓаат, тогаш има театри, представи се држат од Македонија во Бугарија, учители Па, еве од учителите кога ги земе, Да, тие го- првите доаѓаат декември 47, другите доаѓаат февруари 48 и сите се избркани во јуни 48. Значи тоа е помалку, тоа е пола година. Толку е, ништо не е, ама оставило огромен ефект, луѓето имаат многу добри спомени. И сега, значи, во сите тие периоди причините до некаде се различни за репресиите, но сите се поврзани со тоа дека овие луѓе се чувствуваат македонци и во некои периоди има луѓе кои што сакат, кога гледат како ги третират, сакат да земјата да биде некомунистичка, Македонија, да речеме, со центар во Солун. Такви сите ги стават под сигнатура Михаловисти.
Без разлика што многу од нив биле категорично против Михајлов, немале ништо општо со него, ниту организацијски, ниту идејно, и биле македонци. Сега има и луѓе што биле бугари, се чувствувале бугари и биле на таа линија, тие може би поправилно да ги наречеш михеловисти, но за комунистите сите такви луѓе во ранниот период сите тие се Како михеловисти. што и Удба кај нас исто, за сите луѓе кои што имале идеи за обединување на Македонија, Михеловисти. михеловисти или готово, бугараши, не знам како Да, стои. всушност по затоа досија. Михеловист не значи воопшто, нели, бугараш, тоа пример е со групата на Дукимов. Тие сите биле луѓе што поддржувале на пописот да се изјаснат како македонци, нели, сакале обединената Македонија, македонска Македонија, осудени се како михеловисти. Тие се едни од првите. Тој е првото Една од првите, мислам, треба да биде. да, Таков е Ѓорги случајот. Сотиров Дукимов, да. Точно, тоа се негови спомени. Слично е со добар пример е групата на Герасим Тодоров. Герасимов, да. Не, Герасим Тодоров. Извини, Тоа е, Герасим да, тоа е Тодоров. така наречената банда на Герасим, тие така им ставале етикети. И сега за неја се тврди дека наводно била бугарска против македонизацијата, ама кога ги биле веќе во притвор тие луѓе, секој од нив се изјаснувал каков е. И гледаме дека 2/3 се изјасниле македонци, 1/3 бугари. Може ли сега тука да ми објасниш која е официјалната верзија во Бугарија за пописите 46 и 56 година, бидејќи ја знам и е комична и е многу интересна. Мислам интересна како приказна вака се случи. Па сега мислам знаеме со кого си имаме работа. Да, од сегашната позиција и таа веќе прилично стара, веќе повеќе од 30 години така е оформена, тврди дека тоа се фалсификувани пописи, дека луѓето се со сила натерани. Зошто? Зошто? Па затоа што пак имаме нагодување. Тие луѓе треба да бидат бугари, не може да бидат друго. Не е битно што кажуваат тие. Тие не може да бидат. Па зошто се пишеле македонци, па некој ги натерал. Добро. А зошто некој ги натерал, тие дале отпор сигурно. Кој ги натерал? Па демек властите ги натерале. Зошто? Тоа бидејќи тоа е имало сталинистичка линија спроведувале на насилна македонизација. Сталинистичка Да, линија Сталин на е виновен. Зошто Сталин би правил македонизација на Пиринскиот дел? Па сега тоа е малце многу не се влегува во детали зошто, Еве добро, јас прашувам. Доволно логично. 56-та година, 46-та пред информбиро. 56-та година. Зошто Сталин умре 52-та поточно, така? 56-та за тоа се молчи. Се молчи? Да. Бидејќи јас сакам да знам кој во 56-та година ги терал македонците да се ги насилно терал бугарите да се пишуваат за македонци. Значи за Нема одговор, 46-та може да измислат разни работи Да, затоа што добро, окей. навистина Хартија трпи пописот е се. политизиран во смисла дека не било само дали си македонец или бугарин. Прашањето било прилично пошироко, обединување на Македонија. Стојко пример. баба ти знаел ли што е? Па секој. кој не изе, нели, некој Сталин можеби. Сталин на твојата баба и рекол да молим те ти И биди напишал на македон. чат. И татко ти како што пишува во поемата, прв пат го слушнав твоето име од мојот татко, Татко, точно, да. Малечу кога бев. кога бев малечок. А тој е 43-та роден, мислам, така што. А и еден негов спомен за пописи кога зборуваме 56 година, тој го памтеше во селото Раздоло, тоа е близу до границата со Македонија. Вика сите се пише, немаше притисок, сите се пише македонци освен еден Ѓорги и селаните го крстија Ѓорги Бугаринов. После тоа. Таков печаток им направи, овој бугаринот, нели? Нели, во за Пиринскиот дел. Значи 56-та е Ахилесова петица на целата ова теза, бидејќи тогаш имаме јасни одредбици да биде со апсолутна нели слобода самоопределба и сите луѓето се пишеле македонци. Прашање. Дури, не знам, може и да ја прокоментираме на Станишев, на Плевнелиев, бивш председател на Бугарија, иначе од македонски род, дали во двете страни или само по мајка не сум сигурен, кој што раскажал што за неговата мајка? Па тој раскажуваше некоја приказна дека е го случај. Која е попишана како македонка. Како македонка и демек таја пред него после години по некоја неразбирливо психолошки неразбирлива причина вадела својата диплома од високо образование од Бугарија за да чита, да покажува дека е пише на македонка и да плаче хутрата за тоа колку тоа било нели голема травма за неа. И сега тоа го наблюдуваме при многу фамилии кои што тврдат денеска дека наводно имало насилство. Тоа се фамилии од комунистички фамилии, етаблирани во времето на македонизацијата, кои што се пишувале македонци тогаш и од тоа можеби и профитирале, бидејќи сепак биле во високите кругови на власта, но кога се сменила политиката, сега и тие веднаш се смениле и пак профитирале од тоа, затоа што фамилијата на Плевнелиев не била казната во ниеден период, напротив,
Напротив, тој започнал својата кариера како платен организатор или агитатор на Младинскиот комунистички сојуз во Бугарија и член на комунистичката партија. Тој почна лета многу високо од почеток и гледаме кај стигна, мислам, нели? Денеска, така што да се зборува дека такви фамилии се репресирани во било кој период е смешно. Плюс е смешно да се тврди дека мајка да ќе вади овои документи да плаче кога можела да си побара тоа да се смени. Мислам, тоа не е нешто кој знае, и со задоволство би го сменили во тој период. Така што ова е начин зошто се прави тоа. Јас така барем си мислам, тие луѓе кандидат за председател на држава. Ама неговите родители се пишеле македонци. И проблем. Тоа е голем компромат. Мора да измисли приказна. Мора да се измисли приказна и сега тоа и за сите тие луѓе е многу пожелна приказната за насилна македонизација. Ние не сме родоустапници, предавници на било на бугарскиот, било на македонскиот народ. Ние сме жртви. Еве, треба да не носите на раце. Мислам, тоа е психолошката основа за целата лага за насилната македонизација, бидејќи нема ни еден човек документиран до сега, како што има толку документи во оваа книга, нели? А тоа е само мал дел од документите, да кажат еве го, бај Иван Иванов беше човекот избркан прво од работа затоа што не сакал да се пише македонец и сега му правиме досие да го следиме, од изборува дека е бугарин и да го испратиме во затвор. Такви работи воопшто нема. Јас се сеќавам на една, дури се чудев. Репортажа беше на некој од бугарските национални телевизии. Дали беше BTV, дали беше Нова, не беше сигурно БНТ. Мислам дека не беше БНТ. Не е важно. Кога оди човек во некое погранично село од бугарска страна и се разговара со една баба. Попишувачката која што кажува кога била спуштена наредба, нели, македонците да бидат попишани како бугари и дека едно момче не икеше да се пише бугарин и дека го сокапале од ќотек. Да, многу луѓе биле тепани тогаш, многу луѓе. И дека таа ги попишала сите во една вечер. Без разлика, така. Има документи кај што е зашкртано македонци пише на бугарски. Значи малку обратен е повторно процес. Точно, тоа е проекција. Тоа што тие го прават, нам не го припишуваат. Тоа како кога некој изневерува примерно, ама го винува партнерот дека тој изневерува всушност. Мислам тоа е таква некоја психолошка проекција. Да, бидејќи психологијата веројатно може да даде одговори на некои прашања. Тоа јас се шокирав малци на промоцијата на твојата книга. Зошто? Затоа што таму имаше еминентни авторитети, како Ачковска, како Тошо Чепреганов, како Велевски. Многу бе, тоа имаше професори од сите... И сите тие професори, можеби некој од нив во пензија, после сите години на УКА, после сите томови книги прочитани, или тонови поточно, колку тони книги прочитале. Сепак се обидуваат да најдат одговор се уште на прашањето добро зошто ова ни го прават нашиве братија, комшије, соседиве. И ако тоа може да го објасниме ние во еден период како руски интерес, како што бил Сан Стефано или после информација. Желба за ширење. Желба за ширење, да, што на Бугарија одговарало, нели? Подосна тоа станало национал-романтичарски дел, нели? Уште еден бивш претседател на Бугарија, Петар Стојанов, зборувал како... Да, најромантичниот дел од бугарската Македонија е најромантичниот дел од бугарската историја. Сепак, во 2025 година, Македонија е членка на НАТО, Бугарија е членка на НАТО. Постои некаква Европска унија во која што као нели се стремиме сите да одиме. Тие се таму. И во 2025 година ти се уште да ја држиш реториката која што не знам Путин ја користи во Украина бидејќи влегува со тенкови таму. Да. Односно Бугарија ја користела во периоди кога сакала да и ја окупирала Македонија, никој пат докрај успешно. Тие воделе 4 војни за Македонија и сите 4 ги изгубиле. Поради Македонија нели ги воделе. Но во 2025 година ти се уште да ја држиш таа реторика. Тука не може науката, освен можеби дел од медицинските гранки да даде одговор. Бидејќи не може да дојдат со тенкови тука и да не може. Просто не може. Не може сега. Сака духовна окупација да направи. Ама духовна, културолошка окупација е невозможна со ваков пристап. Невозможна. Да, создава обратен ефект. Обратен ефект. Напротив, требало нешто друго да направат. Требало да речат се што сакате македонци сакате не 100 пати ќе ве признаеме. Зашто ве сакаме како луѓе, сметаме дека сме блиски, треба заедно да одиме во Европа. Знаеш што ќе се случеше тогаш? Па ќе бевме многу блиски на вистина. Побратимување ќе се случеше. Тоа ќе станеш. Но не може да го направат тоа, затоа што не само што е психолошка травма кај многу и фамилии, но е голем бизнес.
За Не бизнисот треба сакам да забораваме. разговарам. Значи, ако почнеме само со земането на државјанство, тоа е највидливото. Значи, моментално едно бугарско државјанство се продава во Албанија за 10.000 евра. Значи, тоа се 10.000 евра на државјанство. Во минатото беше, на почетокот беа, почна со 5.000 лева, 5.000 евра, еве 10.000 евра да се зголемува. Тврдат дека од Македонија, од Албанија и од Косово имат можеби 200.000 државјанства земји. Сега не се сите баш нели со пари, ама огромниот дел се со пари. И сега кога ги израчунаме зашто зборуваме тука, не зборуваме за сигурно за над 1 милиарда евра, кои што се корупциски пари влезени на многу начини. Значи имаме голем бизнес интерес тоа да се прави и плюс Македонија да не влегува во Европа. Ако влезе Македонија, готово е со тој бизнес, заврши. И дури во Албанија, да речеме, луѓето повеќе би сакале македонски пасош, сигурно колку бугарски да земат. За македонците за не македонците правуваме. зборам, да. Значи и во Косово исто, гораните и други. Сега затоа сега одложувањето на македонската евроинтеграција е од корист на многу луѓе кои што имаат високи позиции, но тоа не е се. Тука имаме многу луѓе во службите за безбедност, цели институти создадени да работат на таа тема. Кариера што направиле на темата цело живот. антимакедонизам. Да. И тука ги имаме сите овие фамилии. Тоа е една многу интересна група, која што можеби треба посебно да се истражи. И тоа е група која што потекнала од луѓе кои што се декларирале како македонци, поддржувале македонска политика во минатото, нивните предци, нели, но кои што едноставно кога се сменила политиката се застанале пак на страната на комунистичката политика. Тоа пред 150 години, нели, Славејков вика за некои такви дај ми пари, ќе се чинам Българи. Не Славејков, и тоа многу пати го пишува, го има во вестникот Свобода на Степан Стамболов, ги викат македонците ќе ми дадешковци, дај ми пари ќе се чинам бугарин, нели, и всушност тоа ни покажува дека уште една проекција имаме тука. Тие тврдат дека во Пиринска Македонија нам некои ни плаќа да бидеме македонци. А обратното? А обратното и тогаш, а и сега со државјанството, гледаме дека реално Република Бугарија за жал купува бугари, кое што е многу жално да се прави, меѓутоа тоа е што е. А истовремено кажува дека не, всушност Македонија купува луѓе да се пишат македонци. Мислам, тоа е уште една таква проекција, нели? И се утврдено дека овде со насилна македонизација. Дај Боже, слушај, дај Боже Македонија да купуваше луѓе да се пишат. Не, дај Боже, ево искрено викам, дај Боже, односно подкупуваше, мислам, да водевме рачун како што треба и за вас во Пиринскиот дел од Македонија, и за гораните на Косово, и за македонците во Егејска Македонија. Дај Боже Македонија да водеше таква сметка сиве овие години наназад за своите луѓе. Има некоја грижа во одредени периоди, меѓутоа дај Боже да бевме како Бугарија, Грција, како сите кога е нивното малцинство во прашање. Дај Боже ја купуваме, а ние не купуваме. Зошто бидејќи ова не се продава и не се купува. Го имаш или го немаш. Голем дел од луѓето смениле страна, сакам и за нив да не само не само ние професионални, сега сме македонци, утре сме бугари. Не, и страв, и така голем страв. Ти бираш дали да продолжиш напред или да пропаднеш надолу. Тоа е бил изборот пред тие луѓе, така што или, нели, иселувања, секакви депортации, така. Сега има луѓе кои што не веднеле глава. Еве ги тие луѓе. Да. Дел од нив. Дел од нив. Да. И оваа книга твоја, нели, не е книга. Ова е вистината, ова е сведоштво за една неправда. Ова е книга за правда. Односно, ако сакаш да се бори за правда, мора да ги знаеш овие неправди. Ова е доказ дека проблемот не е пред 50 години преку границата, туку е сега и овде, се уште е присутен. Сосем актуелен. И сега ја преминува и границата, нели? Веќе не е само негирање на македонците во Пиринскиот дел од Македонија, туку сега сме негирани и ние во Вардарскиот дел од Македонија. Таму победи на некој начин, па сега се префрлат овде. Мислам, тоа што Македонија не го свати. Ако таму не се запре ова антимакедонска политика, жална антимакедонска политика, ќе дојде и овде. Македонија не презеде никакви мерки за да го спречи тоа нешто. Ама имаме хипокризија тука и од страна на Европа, реално сега да разберам. Да, Европа не е гајле. За неја таа сака најлесниот начин. Најлесниот начин дури е ние да се починеме. Татко во поемата пишува за Европа. Да. Значи за Европа јас ги разбирам. Значи тоа се бирократија за кои што сакат на најлесниот можен начин да се го. Да. И сега Македонија е слаба, Бугарија треба да ја убедуваат многу да ја притискат за да се повлече. Да не се замараме тоа. А што да, ајде Македонија таму прифаќа и што не е гајле, и ние се представуваме дека вие подпишавте. Вие што сакате сега? Вие се согласите и исполните тоа. А подпиша кај нас политичари кои што има истата филозофија. Да.
Дај да свиткаме кичма. Така До не кога ние ќе Кога виткаш кичма се случуваат работи кои што не се добри. Така е. За никога. Апсолутно да се Тоа е согласам. вистината. Апсолутно се Сакав да се надоврзам на нешто што кажа, нели, ако сака некој да види дека македонците и бугарите се различни нации, може да го види именно во тоа. Бугарија дава пари на луѓе кои што не се чувствуваат бугари да станат бугари. Обратно, Македонија не дава ниту државјанство на луѓе што се македонци и сака да ги добијат. Апсолутно различен менталитет гледаме овде. И уште нешто, нели, кога зборуваме за пописите, најсилниот доказ. Значи не треба некој да влегува, да прашува вака ли било инаку или било, најпроста математика е тоа. Видите ги резултатите од пописите. Од прилика секој трет се пишел бугарин. Секој трет се пишел бугарин. Во Пиринска 46-56. 46-56. Секој трет се пишел бугарин. Значи очигледно можело секој кој сака да се пише бугарин и никој не бил малтретиран. Што се случува 65-та година? 0,5% од луѓето во Пиринска Македонија успеале да се запишат македонци. Ова е типичното комунистички стил, нели, самоопределување. 99% се за тоа што партијата го каже, 1% има неориентирани други. Значи, Тоа е како бабата со детето што го тепале, она што раскажува на видеото. Точно. Тоа е, значи се гледа каде било насилството и каде имало слобода да се самоопределиш. Еве пример за уште да не го испуштам тоа, неколку пати го испуштам. Зошто ги судели луѓето после 56 година, да речеме? Три примера само за да видам. Ајде. Во 1956 година Кирил Илиев Гоцков бил осуден неколку години затвор затоа што јавно насред цело рекол дека Македонија е под робство и е колонија, а македонците не се бугари. Тоа е навреда за Бугарија, невистина, и затоа го пикнале затвор. 1917 година Крум Тимов ќе биде осуден затоа што, цитирам сега тоа, ги искривувал сериозно историските документи и ширел невистините и тврдења против единството на бугарскиот народ. Кажал дека е македонец. И имаме еден друг пример, Методи Ѓуров од селото Микрево, затоа што напишал на својата ученичка клуба, тој бил ученик и си издловил дека овде седи македонец. Ќе биде избрекан од училиште за тоа. Мислам, таков стил се затоа биле судени. Но тоа е после 56 година. Пред тоа биле судени и за други работи. Нели, секој е несогласуване со партиската линија. Ако партиската линија примерно е комунистичко обединување на дел од Македонија и некој сака, не бе сакаме цело, бидејќи многу се егејци, сакаме си нашиот крај, тие ги судат заради тоа. Ако после тоа се каже, а не, никакво обединување со Република Македонија, обратно треба да биде, некој каже, не, ние сакаме да учиме македонски јазик, ќе те судат и за тоа. Но после 56 година веќе имаме исклучително кондензирано и чисто судење на самоопределба. Дури е создаден посебен поим промакедонски национализам. Значи, суден за промакедонски национализам, ставен под истрага заради тоа, посебен поим имат поведено за тоа. Впечатливо на промоцијата ми беше една компарација, ако направиме, меѓу двајца од говорниците, академик Ѓорги Поп Атанасов и господин Стојан Герасимов. Денес академикот Поп Атанасов на времето бега од родната грудка, бидејќи тој е роден во Разлошко. Елешница. Во Елешница, бега во Македонија и понатаму животот се одвива како што се одвива. Неговиот брилјантен ум е препознаен поради неговиот труд и станува академик во Македонија. Стојан Герасимов е, нели, бркан од гимназијата, требало да учи надворот. Сакал да учи високо образование. Сакал да учи факултет, му рекле, ќе те примиме, добри ти се оценките, ако престанеш да зборуваш за Македонија. Јој е рекол, неќам да ве лажам. Нема да престанам да зборувам за Затоа не завршил ништо. И цел живот бил работник. Бил работник, го отерале во рудник. Ако сакаш да работиш, нели прво го избркале од Пиринска Македонија во близу до Габровско и таму му кажале може да работиш само во рудник. Само во рудник можеш да работиш. Сега чисто како споредба на судбините. Може би и Герасимов би бил академик во Македонија, може би и Поп Атанасов академикот би бил рудар во Бугарија. Најверојатно. Зошто? Само затоа што се македонци. Значи, ако Ѓорги Поп Атанасов со сета негова голема елоквентност и интелигенција, ако останеше во Бугарија, тој никогаш немаше да направи некоја кариера таму. Нема начин да направи. Всушност, јас ако се обидам да направам научна кариера во Бугарија, тоа нема никаква шанс. Ти си исто така жив пример. Така што тоа се гледа и тоа се живи примери, но тоа било цела политика. Да речеме некој заврши, успее, него сватиле и заврши и стане учител. Ама сега го сватат каков е. Таков учител ќе добие
ако многу не прави проблеми, ќе добие работно место. Во некое село високо в планина кај што има 20 луѓе, пример. Или на граница со Романија. Или не, ги држале се уште тука, ама на најкалпови места кај што секој ден треба да патуваш, да си далеку од семејството и реално немаш никакво влијание над луѓето. А ако се обидеш да направиш нешто посериозно, ќе изгубиш и работа и ќе треба да работиш во рудник. Но кога спомнавме рудници, тоа може би е интересно да се знае, бидејќи тоа е многу тажен момент. То прв пат било применето спрема луѓето кои што дошле 46-та, 7-та, 8-та дошле да студираат овде во Македонија, од Пиринска Македонија, за да се вратат таму и да бидат учители по македонски јазик и се. 48 година после информираат, тие се викнати назад. Мал дел останал, еден од нив ќе биде Иван Катраджиев, тие што останале. И гледам и тој стана академик. Тие што се вратиле, еден дел помина на страната на државната политика, нели, против Македонија. Македонија. Бугарската теза И направија некои кариери во служби за безбедност во друго, но поголемиот дел остана маргинализирани за секогаш. И една од првите казни кои што се случија на најмладите беше да ги пратат во рудници за уран. Кај што може да останеш стерилен. За млади ураниум. луѓе. Да, многу од нив така биле праќени. Па најдобро ако може да стерилизират овие луѓе и да немаме повеќе проблеми. Значи се применувало и тоа се најранните години, 49-та, времето на Сталин, што се чудим. Сепак чинам тоа не е најшокантниот дел со кој што си имаш сретнато, истражувајќи ги овие судбини. Може ли да ми кажеш нешто околу насловната фотографија на Да. Значи, оваа насловната книга? фотографија не е од Бугарија, тоа е од германски логор на смртта. Да. Но е симната од сајтот на логорот Белене во Бугарија. логорот Белене во Бугарија. Тоа е фасцинантно. Тој логор има оваа слика ставена на својот вебсайт, бидејќи можеби и за среќа не постојат слики од тој Па, логор. аз сум сигурен дека постојат, меѓутоа никој не ги објавува и тоа е разликата. Значи во Германија се ги објавија сите тие работи да се види ова злосторство колку е големо. Белене, ако прегледаш нивниот сајт, максимум има слика, ама од надвор затворот. И кога тие сакале да покажат ужасот што било внатре, требало да земат од германски логор да стават. И затоа ја ставивме таа слика, ама помалечката слика е од човек, карта од човек што лежал во Белене. Така што тоа е символично. Картичка, да. Што се случува во логорот во Белене? Логорот во Белене, логор на смртта, таму се случувало ужасни работи, луѓето работеле до смрт, буквално, многу малку храна, малку облека. Во едно место тоа е еден остров во Дунав. Таму има комарци, многу комарци има, ладно е зимно време, летно време топло со комарци, тие секакви болести донесуваат. Ако не се извршиш нормата, тоа е многу сериозен проблем. Кој се бил таму депортиран? Па таму депортирале секакви луѓе по секакви обвинувања. Да речеме македонци кои што биле обвинети за тоа што соработувале преку граница. А многу пати тоа биле, имаме таков случај во книгата, обичен овчар кој што некој поминал нешто му кажал примерно и после некој го наклеветил и после за тоа ќе појде таму. И се врати и набрзина ќе умре, бидејќи последиците се ужасни од таму. Тоа е тепане, инквизиција. Било нормално кога одат на работа, ако некој мрдне малку надвор од теренот да го застрелат. Воопшто не се плашеле. Имале една прочуена бања во која што ако си казнат те внесува таму да спиеш. И тоа е келија во која што нема се е вода долу, има еден камен на кој што можеш да стапнеш, одгоре капе вода од секаде, ти си во влага, треба да стоиш само на тој камен, не можеш да спиеш. 8 сати да стоиш на камен и после продолжуваш на одиш пак да работиш. И ако не си ефикасен на работа и не му се допаднеш на тој командирот на смена, може да те убие без никаков може да те убие без никаква последица. Значи звучи дури и од Голи оток далеку полошо. Па во иста категорија се, по секој со своите убавини во наводници, нели секој има свои специјалитети со кои што ги уништува луѓето. Ово е специфични садистички методи. Многу е тажно што не се објавени слики од тоа што се случувало. Би требало да го знаеме. Но некој се срами можеби премногу. Ако се македонците во прашање и нивната судбина, таму тоа не постои, никој не ги репресирал. Добро, тоа не е само за македонци, таму секакви луѓе се праќаат. Знам, но апсолутно те разбирам се. Али јас зборувам конкретно за македонците. Освен логорот Белене, какви се методи други применувале? Значи, во најраниот период има екзекуција, смрт. Има екзекуција. Има екзекуција. Герасимов се дочеше за момчето од неговото село, братучет негов. Братучет негов, заедно со уште еден другар, кој што ги капетанот, или всушност мајор, мислам дека бил, на граничната застава таму се вика, тоа е нели за граничната охрана. Се карал многу со едниот, специјално за Македонија, ова дете пеело македонски песни. Пеело македонски песни. Да, тоа било. И затоа се карале со овој. Се карале, се тепале и го снемало во шумата, да скратам. При едно
општо одене во шумата, наеднаш тие две деца исчезнале, едното затоа што било со другото, ги тепале, малтретирале, И ги нашле после ги 5-6 нашле дена веќе кој бега со мајорот. митралес вака било пресечено. Со митралес буквално тоа деца кои што поделено биле- телото на два дела. И тоа предизвикало голема побуна, една од најголемите луѓето се дигнале сите, го фатиле, тој што бил началникот на селото, комунистот го фатиле, доаѓаше со нас, илјадници луѓе се кренале и отишле кај заставата и кажале не си одиме до тука додека не ни каже што стана со децата. И овие виделе, не виделе и признале. Признале Селаните дека се отишле убиени. таму, си ги зеле децата, си ги вратиле. После многу луѓе се судени за организирање на таа побуна. Стварно, Замисли, за побуната, кога судени още се, да прашаат каде се децата. Да. 7-18 годишни деца изрешетани на пола телата пресечени, зошто бидејќи се скарале со командирот, зашто командирот и пееле биле- македонски песни. И после тоа има серија од мали групи се јавуват и тој Герасимов го зборуваше за групата позната како невидливите орли на Беласица. Имаме доста документи за неа. И тие луѓе се создаваат тие групи за да реагираат, толку се револтирани од неправдата. Има еден дури кој што ќе биде казнет, сега желам и не може ми текне точно во што се состоеше казната, ама е сериозна, за тоа што напишал песна за тие две деца и таа станала популарна. И за тоа го казнили. Страшно. Да. Мислам, страшно е мал збор. Не знам, вакво ниво на антицивилизацијско поведение. Не знам на кој период од историјата на човештвото би бил соодветен, дали, не знам, некој палеолит, неолит, или па во култури кои што се... Фашизмот, комунизмот на Сталин, да. Нај се родее со тоа, но тоа Фашизмот и продолжува. тоталитарниот Овие две комунизам. деца се убиени после, мислам дека 65-та година веќе, тоа е после Сталин. Значи тоа продолжили уште некои од тие работи. И сега смртта една може да биде официјално во смисла со пресуда, ама може едноставно да те снема. Но целта им била генерално, но овие што решили живеја ги остават да ги скршат, така да ги преобратат. Да, Психолошки да ги... Како ги скршување. измачувале психолошки? Па првото е нели создаване жив пример. Имаме луѓе кои што полудели од Ќотек. Ги оставиле после. Полудени од Ќотек, има такви луѓе. И секој знае овој полуде затоа што го толку многу го тепа што се подари. И другите викаат јас не икам да полудам, Не сакам јас да бидам како овој, секој кажува гледај да не станеш како овој. Деца кјутете, нели? Тоа е едно. Сега логорот кажавме дека тоа се најтешки казни, затворот е веднаш после тоа најтешка казна. Може ли за Софиското оделение, седмото токму оделение? за тоа. Сега, дури пред да се стигне во затворот, самиот процес е страшно малтретиран. Судскиот процес. Значи, уште истрагата кога започне. Значи, апсене, закани, тепане, малтретиране, секаков психолошки тормоз. И тоа варирало некои од работи што се најдат во оваа книга, им личат на луѓето како од некој филм да се земни, ама се вистина. Примерно на пораниот период Крумонев има една ситуација и тоа е тие што одат во Сандански на одмор, може да појдат, има една меја на Маслината, се вика. Тоа е дворот на полициската станица. Всушност. И се уште чешме да стои за кој што ќе изборуваме. И таму направиле едно финта кој што луѓето може би ја гледале од во грчките острови ги правеле. Тој одбивал Крумонев, млад партизан бил со Герасим Тодоров, нели тој македонец бил Крумонев, многу огнен македонец и не сакал да признае тоа што сакале да му наметнат. И тогаш најнаш дојде каже еден добар чичко, нели добар човек, а овој дете исто 18 годишен. И вика ми даде риба да јадам. Риба солена, целата во сол. И вика стави стомна вода, вика јади, вика не се секираме побрзо да не дојде некој. И овој умрен од глад јадел. И кога изел се дури и солта ја собрал, ја изгултал, овој скршил стомак и каже се ќе кажеш се. И кажува вика започна страшна болка во стомакот, ова сол. Ако навистина не ти дадат вода, одиш директно кон многу мачно умирање. Солта почнува да ти пројадува цревата. Господи Боже. Тоа е гарантиран метод да го скршиш некој. Тој или ќе умре, или ќе се скрши. И овој човек веќе си пишува, таму може да го прочитат луѓето. Јас бев готов да се скршам, веќе. Не можев повеќе. И ми текна дека во дворот имаше една чешма која што беше затната, имаше помија во неа, пловеше. И се престорил дека стомакот го боли ќе се испушти и затоа го испратиле до вецето кој што поминало токму покрај ова чешма. И тој се истргнал од чуварот, си ја ставил главата внатре во таа гнасна помија, нели, со сапун, со се, и почнал да голта со полна сила, вика чувствува сите тие работи кои што поминуваат низ грлото. Го тргнале на страна, пак се фрлил. И кога најпосле го тргнале, тој толку бил напоен со тоа што повратил и така се спасил да него. После го скршили од Ќотек заради тоа нешто. Значи таква ситуација, таква ситуација може да се најде. Но тоа за кое што ти прашуваше, тоа е една одвратна практика кога ќе ги судат македонците
додека уште не се осудени, се во процес, да ги стават во Софискиот 7 одделение на Софискиот затвор, и тоа е одделението на осудени на смрт. Таму има осуденици на смрт. Да, тие луѓе што чекаат да им бидат исполнети, то самото одделение за тоа, значи, за осудени Луѓе на што смрт. чекаат да бидат стрелани. Пресудите да бидат стрелани. И сега и сите И таму ги пресуди... ставали македонците за да им влијат психички. Точно. Тоа се случувало вечер. Секоја вечер, преку ден нема стрелане, но секоја вечер се слушаат стапки, доаѓаат и никој не знае во која врата ќе Тоа запрат. мислам дека и академик Попа Танасов Да, и бил тој лежал там. Да. Тој лежал. Не знам за Герасимов, не сум сигурен, но Попа Танасов да. И сега ужасот да ги слушаш. Секоја вечер слушаш дека некој писка с Богом браќа, нели, не знам што. Тоа во смрт и се поздравува. Се поздрава со луѓето, а како што каже Попа Танасов, вечер па ги изведувале нив на распит. Значи, ти не можеш да направиш разлика тој што доаѓа и запира пред твоите врата, зошто запира. Дали за стрелање или за тоа. И стравот си е тука, и те носат и пак те испрашуваат. А имаме два случаи во книгата забележани на луѓе кои што ги изнеле на стрелане. Им кажале готово, твојата жалба е отфрлена, ти ќе бидеш стрелан, и колку и да протестирале или некои испаѓат во комплетна, нели, апатија, стуборн, и ги носат на стрелане, и во последен момент, тоа е инсценирано, извините, грешка, сме го сгрешиле човекот. И сега, ова што прави на психиката на човекот е незамисливо. И тоа е надвор од секаква пресуда, тоа не влегува во пресудата, не те судат нормално, а па и кога влезеш во затворот, тоа не значи дека завршила пресудата. Крумонев е жив пример колку пати внатре е казнуван. Нели, затоа што може да те стават во нормален режим, а може да те стават и во самица на пола пола јадене. на пола јадење. Да, значи ти и така добивале многу малку, а ќе те стават на пола и тоа пола е леп и вода. Казна во храна. Да, во храна, и си сам не излегуваш на дворот, барем другите излегуват неколку минути да прошетат малци, да видат воздух, сонце да ги фати. Овие нема, нил човек гледаш, ни ништо, вака си стоиш таму. Значи има серија такви начини и Зошто тортури. бидејќи зборувале јавно дека Па се македонците биле незгодни во затворот, се држале заедно, посебно сите други, бидејќи таму имало групи, да речеме, на земјоделците, групи на анархистите, секакви, нели, бугарски групи, но тие македонците се држале како македонци посебно и се дружиле. И по некој пат биле толку дрски што организирале, да речеме, прослава на Илинден. Ќе се соберат, па ќе запеат песна, па некој ќе изрецитира некој стихотворба, и за тоа треба тепање. Сите ќе бидат викани за кој го организира тоа, кој ве поттикна, кој е организаторот, па за него голема казна, за другите не знам што. Најразлични такви методи за да им го скршат духот. И на сите се обидувале да ги тера да се потпишат дека повеќе нема да прават така, нели, и да ги врабуват. Тоа е друга тажна работа во книгата. Успеавме да најдеме неколку случаи на луѓе кои што се прекршили. И после дури беа активисти во Омо Илинден Пирин, едниот барем, и доставувал за време на комунизмот, доставувал соодветните информации. Шпионирал. И не само шпионирал, туку и провоцирал, бидејќи тоа што си излезен од затвор не значи дека ти завршила пресудата, ти си веќе ставен на следење на специјален режим. Не можеш Чекаш да правиш се што вратиш сакаш. во затвор. Патување во странство тоа нема да се случи, примерно. Секој пат можеш да се вратиш, може да те иселат со внатрешна одлука, примерно. Не мора тоа да оди пак на суд. Постојано има притисоци, не знаеш кој не доаѓа кај тебе да те провоцира, не знаеш кој не доставува за тебе. Има случаи кога жената доставува за мажот и обратно. Значи, брачниот партнер кој да, па има тука имаме еден пример, и тоа е од досието на татко ми, тоа е многу смешно. Еден човек во градот, ајде да не му кажувам името, тој работел тајно за службите за безбедност. И сега тој ги намамил татко ми и чичко ми во неговата куќа да ги убедува да направат македонска организација. Значи активно провоцирале за да може некој да го апсат. И сега има неговата достава во досието на татко ми објавена, а потоа има уште една достава од неговата жена, која што каже: "Маш ми доведе две сомнителни лица, изборуваат да создадат македонска организација." Ова е буквално како филмови, знаеш, тоа е неверојатно. Ова е за трагикомичен филм. Што мажо би женела се двајцата кодоши, а не знаат дека се кодоши за те. Се проверуваат еден друг. Мајко мила. Тоа е. Ама добро се, добар брачен партнер од неверојатно, ова биле прекрасна фамилија. Браво. И тоа никогаш не завршува. Имаш досие кој што се води. На татко ми досието за оперативно наблюдување, ДОН, нели? И кодови имења. И неговото е Волк. Сега не ми текнува дали за Герасимов беше Чума. И така им ставале имења на секој еден. И те следат до крај. Татко ми имаше проблеми подоцна, се сеќавам, нели, после тоа последното апсење, му има кажано дека при големи настани не смее да излегува од куќа. Не смее од дома да излегува од дома, кога има големи некои настани, или ќе го иселат во село, во планина кој што таму никој нема, сам ќе си живее, примерно.
Некои други ги терале секој ден да одат да се потпишуваат во Да те полиција. одвојат од родна грудка, од фамилија, од се, а тоа Тоа е интерно. закана. Ти стаи Без како одлука закана, на да. суд, без ништо. Тоа го прави Не, тоа државната полицијата го безбедност. решава без таа има тоа право. И ние ќе се разбираме со луѓе кои што се уште ја следат таа филозофија. Тажното е што кога падна комунизмот, државна безбедност реално не беше растурена во Бугарија, таа се префасонира и сите тие што работеа против македонците продолжија да работат. Значи луѓето што беа нивни жртви кои што ја создадоа ОМО и Линден и после сите други организации, тоа се луѓе што лежеле во затвори, тие ги создадоа тие организации и тие луѓе се соочува постојано со истите кои што нив ги малтретирале претходно. Тие си ги знаат, што се вика стари познаници. И затоа знаеме со сигурност дека ништо не се сменило во тој однос. Па има и за некои нив ги знаеме и имињата. Да, Каракачанов, да. например, Добро, објавено тој малце понастрана, не директно, ама имаше еден, дали беше Владимиров, кој што беше на цел округ го има поставено, тој пред тоа работел именно по таа линија со македонците. Многу после такви. тие служби си се создаваат. Тие веќе имат наследници. Сега на тие места се нивните наследници. И си продолжува слична политика, малку посмекната, сега не може пред Европа, е многу незгодно. Да, не може да тепаш сега да затвориш луѓе, да. Е, Ама што може да правиш? Може да им забрануваш да се здружуваат. Не може да му забраниш да излегува од дома, ама нема да видиш ти никакви колективни. Не или ако сакате како беше минатата година, на Мелник се собираме, ама не може да носите знамени. Како не може да носиме знамени, не се забранете, не се тоа нацистички знамени, сосема легално и ние сме слободни граѓани, зошто е забрането? Вика само бугарски може да носите. Што за чудна дискриминација. Сите други можат секакви знамени, ние само бугарски. И после кога веќе почнавме процедура, нели, против тие што го направија тоа полицијата да кажат зошто како, имаше чудно објаснување. Се плашеле дека може да има судири и им изгледало дека стаповите на знаменијата се потенцијални оружја. Ајде, мајка. Ама половината беа без стапови. Мислам, на секој начин се гледа да не сме видливи, затоа што тоа дава храброст. Кога еден човек застане храбро и зборува, другите го слушат и има многу луѓе кои што се на негова страна. Кога бевме во Благоевград, кога полицијата не успеа, нели, кордон да воспостави за пред споменикот на Гоце да положиме цвеќе, зашто таму беа овие на Да, и затоа не е можно ние Джамбаски. да Да, тука на Мара Бунева слободно си доаѓаат. Никој не ги дира, бидејќи ние не мразиме бугари, бидејќи ние не дискриминираме никого. Па ни бугари, бидејќи во Македонија на пописот не беше забрането да се декларираш како бугарин, иако ги знаеме сите случувања околу тоа какви тргови со пасошите и уцени се прават. 10 на 12 минути до крај. Како низ годините, еве, во 63-та е таа клетва на Тодор Живков. Да. Нема и не може во Бугарија, вели, да има македонци. И според тоа како тие гледаат на идентитетот, тој ја кажува вистината, бидејќи според нивната теорија, ние имаме сушта спротивност. Значи, антагонистички се идентитетот нивниот, како што го гледаат, и нашиот, како што ние го гледаме. Не може да постојат еден покрај друг. Зборувам поради нив, не поради нас. Да, ние немаме проблем да... Немаме проблем, ти учи што сакаш во Бугарија. Учи дека 3000 години овде Македонија, Бугарија се викала, а не Македонија. Ама ти имаат проблем со тоа што како ние гледаме на историјата, со какви факти располагаме, имаат проблеми од овој тип кои што ги пикаат под тепих, односно стануваат табу теми. За ова никој не зборува во Бугарија, така? Практично не. Не, тоа воопшто не се случувало. И сега од 63-та натака, па еве се до 2025-та, како се менуваат работите? Тогаш се бунтуваат младите, тоа се млади деца. Да. Денес истите тие луѓе веќе имаат по 75, 80, 85 Така, да. изгора години. Да, еден по еден проаѓа векот си заменуваат од овој свет. Кај се нивните наследници, со што се занимаваат? Има ли живост организацијата помеѓу младите или Бугарија ќе успее во својата цел, нели како викаат тие последниве години, Господ ќе ги реши или времето? Да, биологијата ќе си го реши. Биологијата ќе си го, своето. иако биологијата не си го направила своето ни 150 години наназад, но окей. Тоа што се случи и тоа започна уште од тогаш. Сега гледаме, мислам сите може да видат натре, тоа се главно деца. Зошто? Зошто кај се големите тогаш? Сега имаме спротивно. Да, точно. Кај се големите тогаш? Големите се изгоре и се исплашија. После од 44 до 53 година, тој странетички период, имаше такви репресии, таква дивост и суровост, нели, што после тоа возрастите беа страшно исплашени и веќе никој не сакаше да мрдне. Дури не им зборувале на младите намерно за да не се навлечат на такви проблеми. Само блиц, во Грција има сведоштва на возрастни луѓе.
на кои што им кажале дека се македонци кога наполниле по 2-30 години, а претходно криеле од нив за да не ги стават во проблем. Исплашените стари затоа што имале и тие своја мака во Беломорска Македонија. Апсолутно. И јас памтам дека татко ми кажа дека сум македонец. Меѓутоа многу внимателно бев советуван дома, тоа нешто надвор никаде да не го кажам. Тоа е тема табу беше. Надвор не, тука. Надвор не. Да знаеш, да знаеш кој си. Да, а јас сум роден 74-та, значи 80 години веќе. Ефектот се гледа. Значи прво тие возрастните се исплашиле, се повлекле и заправиле зборуват на младите. Младите тие што излегувале затоа што биле да го наречеме на некој начин наивни. Тие верувале дека се во право биле готови на некој од нив да одат на смрт за да постигнат своето, нели. Но тие поминале низ затворите. И како што се случува, тој кој што нема се скрши, тој станува посилен. И тие луѓе веќе не се кршат, нели? Но нивните фамилии страдале околу нив. И многу често во такви фамилии не сакаат да се бават повеќе со тоа. Тие имаат лоши спомени од тоа и не би сакале да продолжат тоа да го напред. Затоа имаме дури Тоа не значи дека не знаат кои се, што се. Некои знаат кои се и поддржуваат тоа, но не сакаат да се вклучат. Други имаме обратно, кои што не сакаат да видат тоа. Како изгледа тоа стварно? Ти себе си имал контакти како копредседател на ОМО или Демпирин. Сигурно ги знаеш македонците кои се, што се и разговараш со некој. Разговараш со некој кој што би сакал ти да се вклучат, нели да се ангажираат повеќе или некој на друг начин да поддржуваат, нели? Со какви се одговори си се среќавал низ години? Има некои луѓе кои што кажуваат може да ве поддржувам, но треба да ми гарантирате дека никој нема да знае. Ќе дадам примерно, ќе поддржам финансиски ако е поимотен човек. Ама вика никако не сакам тоа да се слушне, од ако се слушне вика даночни служби ќе бидат постојано кај мене и ќе ме уништат. И во 2025 година, во 21 Тоа конкретно се кејам за еден таков разговор во 2010 година. Добро, но сега и во овие години тоа се случува. Па би можело да се случи. Значи треба многу да внимава да не прави такви работи. Имаме други случаи, има млади, периодично се појавуваат млади. Но што се случи да речеме сега во Мелник таа година, имаше една годинава на кајане. Да, една млада жена се појави таму и што се случи, еден од службите за безбедност се приближи кон еден од членовите на нашето раководство и му каже: "Пазите да не ја изгорите." Пазете да не изгорите, да не уништите не. Значи имаше таму, а си ги знаете вие кои се. Тие се познаваат, мислам, слични фаци имат. И доаѓа и вика пазете да не изгорите. Смисол уште еднаш ли ја видиме досиеот. Не, ако таа ја внесете во вашите структури и продолжи да се развива, значи тоа што ја очекува, знаете, нема потреба да ви кажуваме повеќе, знаете што ја очекува маргинализација. Сега годинава ова. Да, годинава се случи. Сега тоа одговара зошто многу пати тие возрастни луѓе кажуваат деца седи на страна. Да. Нели сега некој пат човек е готов кариера, фамилија, остае оваа битка, гледаш дека некој пати храброста на човек му е голема, е готов себе да се жртвува, но не секој пат е готов децата да се ги жртвува. Да. Тоа е друг вид на храброст. И никој не може да ги обвини такви луѓе. Да, апсолутно. И мислам дека другата страна ги знае тие работи, и затоа има тој постојан притисок. Постојано се дури да се смират малце македонците, 2006 година одевме кон Европа, добивме дело во Страсбург и луѓето се охрабрија. И тогаш околу 6000 луѓе се запиша во партијата. Ги победивме тој број од 5000. Што се случи? Сите ги вика во полиција. На сите ги лажеа дека тоа е антиуставно, дека тоа е против државата и дека може да имат сериозни проблеми. Имаше случаи стари луѓе да влегат во полиција треперејќи чедо каде да се распишам дека не сум член, нели, до таква степен, и пуштија јавно, имаше случаи тогаш јавно зборуваше градоначалникот на Благоевград дека ако некој се чувствува македонец, сите да бидат избркани од Бугарија, да се одат во Македонија. Имаше тогаш помошникот на Каракачанов Јачев кажуваше дека сите треба да ги натоварат членови на партијата на камиони право во затвор. Нели? А имаше еден толку беше нездрав член на парламентарно представена партија, тој не беше во парламентот, кој што кажа треба да не стрелат на улица. Последно прашање, Стојко, Да. зошто? Дали вие барате автономија на Пиринскиот дел на Македонија? Барате ли независност? Барате ли да се отцепите, посебна држава? Зошто? Ние не бараме ништо, ние сакаме само да остават македонците се бидат македонци. И тие права што меѓународно се предвидени за секое малцинство, да бидат дадени за македонци. Како права да се здружувате во невладини организации? Да, дури тоа не е малцинско право, тоа е базично човеково право. Да создадеме организација која што ќе каже добро, ние сакаме да изучуваме македонски јазик, ние сакаме македонските песни, нешто од историјата, без суров да ни каже вие тврдите дека има македонско малцинство, тоа е насочено против единството на бугарската нација, соодветно против државата и затоа не може да бидете регистрирани, пример. И тоа таму судот може да го каже, да, од друга страна тие овдека може да кажуваат нас да ни држат лекции, да ни попуваат, при што овде имаат секоја можна слобода. Освен една, да крстуваат
културни клубови во наводници со имиња на соработници на третиот рајх, како Ванчо Михајлов, како цар Борис III, кој што овдека дошол и на окупираната Македонија, нели, учествува во окупацијата на Македонија, ја наредил окупацијата на Македонија. Парадокс до парадокс. Така е. Веројатно нема многу работи да се сменат во скоро време. Не. Дека е возможно, теоретски е возможно, но она што ние може да го направиме, сите ние, сите вие кои што ја гледате оваа емисија, сите ние во слободна Македонија, колку толку, не сме целосно слободни, нели, но колку толку сме слободни во Република Македонија. Да зборуваме за ова, да ја имаме оваа книга во нашата библиотека, да ја препорачуваме, да раскажуваме, затоа што овие луѓе, овие кои што не ја виткале кичмата, овие кои што ја држеле гордо крајната главата, заслужуваат секоја почит. Апсолутно. Секоја почит што може да ја добијат. И овие се само дел. Мал дел. Мал дел од многуте кои што биле по затвори. Да. Промил од оние кои што трпеле секаков друг вид на репресија за кој што само за дел изборувавме. Веројатно може на оваа тема, за оваа книга 10 емисии да направиме. Реално може, И ќе направиме. Времето ни беше прекратко, треба да завршуваме буквално за 2-3 минути. Беше прекратко за се што сакав да зборуваме, да зборуваме. Меѓутоа сепак беше фантастичен разговор и прилика да дознаат сите македонци со што се соочувале нашите браќа, нели, нашите комши, татковци, дедовци, баби, прабаби, прадедовци. Ние сме исти род, Стојко. Да, Со што се соочувале, зошто? Не затоа што фрлале бомби, не затоа што окупирале нешто, не затоа што убивале, туку затоа што рекле јас сум македонец или јас сум македонка. Ти благодарам за се што правиш, ти благодарам особено за приликата да се запознаеме со судбината на македонците и од Пиринскиот дел на Македонија и закажуваме следна средба, наскоро здравие. Имаме и уште една книга. Да, Имаме и уште една книга што треба да ја работиме, оној серијал кој што веќе го имаме почнато за многоимените други, но се радувам што енергијата те држи. Вратите одека секогаш ќе се неотворени, од шарка ќе ги вадам кога сакаш да дојдеш и ти и сите кои што се дел од ова неформална група за жестоко македонствување. Ти благодарам, повели за крај. Јас благодарам за таа можност да слушне јавноста за сите овие страдалци. Јас си кажав и тогаш на вечерта, мене ми е тажно и најмногу ме боли што никој не се најде да ги собере тие работи. Не требаше јас, човек кој што е медиевиста, кој што не му е тоа работа, да го правам, но ако јас тоа не го направив, никој немаше да го направи и сега немаше да го имаме тоа. Ова е мал дел од тоа што било, но дури и тоа е потресно. Така што секој препорачувам, земете книгата, бидете, зборувате за неја. Она кој што се случило таму, денеска се обидува да се случи на вас тука. Кој знае уште колку тајни има по архивите. Да. Но ќе видиме што од тоа ќе остане скриено, ќе видиме што од тоа ќе биде објавено. Професор доктор Стојко Стојков, искрено благодарам за се и конкретно за вечерашниот разговор и се гледаме во следна прилика. Благодарам, се гледам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека нешто од прва минута ја гледаше емисијата, не ја напушти до оваа последна минута, бидејќи имаше зошто. Има уште многу за зборување и уште многу ќе зборуваме. Како што вели Стојко, некои работи, ако не ги направи тој, нема да ги направи никој друг. Ама не има многумина што ако не чекаме друг да ни ја заврши домашната задача, туку сами си ја завршуваме. Такво е времето. Така треба да биде, така мора да биде изгледа, окей, така ќе биде и нека. Но битно, не има. Што не им одговара на оние кои што тврдат дека не може да постоиме. Тоа е нивни проблем, наша задача е нашата борба. До следната емисија на вечерното шоу Стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и помнете ги, изборувајте за овие луѓе. Дел од нив се уште живи и
ќе дојдат во оваа емисија. Убеден сум дека ќе успеам да ги убедаме и нив се и академик Ѓорги Попатанасов и Стојан Герасимов, со кој имав еднаш еден краток разговор во Благоевград, но има покана повторно да дојде тука. За крај ги гледате нивните две изјави од промоцијата на книгата Табу, а ние се гледаме во следната прилика. Добранок Македонија, главата горе.